Скопје се докажа како достоинствен домаќин на најголемиот спортски настан ЕМОВ 2025 година. А сега ќе видиме што спортистите, атлетичарите и спортистите во другите категории можат да ни споделат. Од каде сте? Швајцарија. И како се чувствувате? Добро. Дали имавте досега некој надпревар? Можеби подготовки? Имав надпревар во понеделникот. И како беше? Па не баш добро. Не испадна така како што сакав. Фрлив 33 метри, а можев 44. Ако можеш да го вратиш времето и да си дадеш бодрење на себе си, што би си рекла? Опушти се. И забавувај се, веројатно. Да, опуштено и забавно, но не испадна така како што сакам. Ние ја представуваме Литванија. Тројца од нас се атлети, меѓу кои еден инфлуенсер. Јас сум инфлуенсер на социјалната медија. За овие активности? За сите спортови. Што можеш да споделиш за нашата држава, припремата и гостопримиливоста? Па, навистина ми се допаѓаат луѓето тука. Тие се љубезни, но и стадионот исто така. Можеш да споделиш од искуството, дали зема некој медал? Не земав. Но бев во топ 15-те. Darbas toks Europa. Може превод на тоа? Светот е Европа. Од Португалија. Вчера имав 2 надпревари, а утре уште еден. Како беа минатите 2 и какви се твоите очекувања за утрешниот? Се надеваш ли на некој медал? Мислам дека Португалија утре ќе влезе во финалистите. Имаме добар тим, 4-4. Беше добро за да влеземе во подиумот, но мислам дека утре ќе биде одлучно за Португалија за да влезе и во финалето. Што ти дава самодоверба? Припремите или пак нешто друго? Ние сме многу спремни и горди. Една од нашите девојки победи трето, на 100 метри, и јас имам добро искуство исто така, па затоа мислам дека ќе биде одлично. Ние ја презентираме Хрватска. Во која категорија? Атлетика. Дали имавте подготовки или веќе се надпреварувате? И дали очекуваш награда или не? Имав вчера надпревар и бев на 8-то место. Среќен сум поради тоа.